Макани. Прасечковците имаа мало дете. Се викаше Матјаш. Но кога прв пат сам си го изговори името, неговото семејство слушна нешто друго. И од тогаш тие го завикаа Макани. И го викаа така цело време. Макани, дали ти ми ги зеде влечките? Викна тато од ходникот. Макани, каде се моите боички? Викна од спалната неговиот постар брат Лудвиг. Макани, каде е мојата капа? Цел ден ја барам. Извика неговата сестра Филипина од скалите. Макани, дојди, ручекот е поставен на масата, рече мама од кујната. Макани секогаш последен доаѓаше на ручек. Денеска тој дојде облечен во капата на Филипина. Влечките на тато на босите стапала и цврсто ги стискаше боиците на Лудвиг на градите. Тато беше среќен што ги гледа своите влечки, ама го искара од навика. Макани, моите влечки. И си ги измили рацете. Лудвиг додаде. Макани, што е моје не е твое. Тие боици ми требаат за утре за на училиште. И му ги одзеде боичките на Макани. Филипина ја грабна капата од главата на Макани и го турна на столот. Мама само воздивна. Таа тури супа во секоја чинија и прекрасен мирис ја исполни целата соба. Оваа супа е превкусна, рече тато веднаш што ми ја проба. И мене ми се допаѓа, воскликна Лудвиг чешкајки си го стомакот. И мене исто така, особено со месо, рече Филипина. Навистина ми е мило, рече мама. Макани не рече ништо. Парчињата месо беа преголеми за да ги јаде без да ги исече. Погледна кон останатите и очекуваше некој да му помогне, но никој не го забележа. Макани, гледај си во чинијата додека јадеш, така побрко ке се најадеш, рече тато. Тој ја дојаде својата супа и стана од масата. Макани, влечко еден, викна Лудвиг. Тој стана од масата веднаш по тато. Дури и Филипина ја испразни целата чинија. Макани, се да изедеш, рече таа. Ги тргна празните чинии од масата. Макани, треба да ги измијам чиниите, рече мама нежно. Те молам побрзај. Макани скришум пикна парче месо под чинијата. Готов ли си, Макани? Праша мама од кујната. Мама и Филипина втрчаа во трпезаријата. Од Макани и неговата чинија немаше ни трага ни глас. Што се случи? Праша тато од ходникот. Мама го здогледа нередот на масата. Ох, ништо страшно, рече таа. Макани скрши чинија, додаде Филипина. Макани, смотанко, викна Лудвиг во моментот кога влезе во трпезаријата. Скршена чинија значи добра среќа, рече мама. Та се приближи до масата. Макани, дали си добро душа? Чаршевот се помести и од под него се појави малечка глава. Од колку делчиња се направени чиниите? Праша Макани тивко. Мама, тато и Филипина зачудено се погледнаа. Што рече? Праша тато. Од колку делчиња се направени чиниите? Праша Макани овој пат малку погласно. Филипина почна да се смее. Мама ја стави раката на рамениците за да ја стиши. 1, 2, 3, 4, 5. Почна да брои Макани од под масата. Оваа чинија е направена од 5 делчиња. Мама се наведна и почна да брои. 1, 2, 3, 4, 5. Да, има 5 парчиња. Го гледаш ли ова? Го праша Филипина Лудвиг. Макани математичарот, не ми се верува, воскликна тато. Го крена Макани враце. Не знаев дека Макани знае да брои до 5. Лудвиг уште еднаш ги изброи делчињата за да биде сигурен. И навистина имаше 5. И што се случи потоа? Мама и тато ги собраа делчињата на чинијата и ги измија. Филипина измете под масата. Лудвиг ги донесе боичките. Тато донесе специјален лепак. Ги залепи парчињата на чинијата едно до друго. Макани ги испразни джеповите и фрли едно изџвакано парче месо во ѓубрето. Сите заедно седнаа на масата и ја обоја чинијата. Потоа ја обесија на ѕидот во трпезаријата. Нели е прекрасна?